Здраво и добре дојде во шестата поред епизода во Wellcast with Јосиф. И оваа недела, односно оваа епизода ќе ја посветиме на медитација. Тема која што многу е актуелна во периодов и тема која што е многу потребна, не ради тоа што живееме во свет кој што е прединамичен и полн со информации, галама и стрес, туку поради тоа што живееме во свет во кој што ние луѓето забораваме да бидеме свесни и да еволуираме и да носиме можеби одредени товари кои што ни ги сервира животот. И денешниот гостин е Катерина Ангеловска, жена, автор, енергетски терапевт, човек кој што има големо искуство со медитации, човек кој што има големо искуство во личен развој и во работа со луѓе, и ќе позборуваме со неа за еден поширок аспект на свесноста, на медитациите, како ние луѓето можеби ја перцепираме медитацијата, кои ни се предрасудите, од каде да почнеме и така натаму, затоа што лично и за себе јас би сакал да ми одговори кате одредени прашања и направивме супер епизода во која што верувам дека ќе се инспирираш и ќе ти помогнеме да надминеш можеби одредени состојби пред се предрасуди кон медитацијата и да ја почнеш како еден процес во кој што ќе уживаш и ќе дојдеш до тоа само спознавање и до твојата лична свест. Така да уживај, гледај на YouTube, следи на можеби Google Podcast, Apple Podcast, Spotify и остави во коментар можеби твое прашање или твој коментар и гледиште, и се разбира. Им благодариме на Феникс, домовите за стари лица, без кои што оваа епизода и овој подкаст немаше да биде реалност. Уживајте. Кате, добре дојде и фала ти што ја прифати покана тебе да бидеш од ова ќе биде шеста епизода во Wellcast, така се вика подкастот with Јосиф. Здраво Јосиф, здраво на сите следачи на овој портал, на оваа емисија, и навистина ми е чест и задоволство да сум дел од ова што го креираш, затоа што ти си една од моите омилени личности, кои што со задоволство ги следам, затоа што имаш прекрасна енергија, твојата мисија е возвишена и навистина ми представува огледало тоа што ти го правиш за она и истовремено ја што го правам. Така да, thank you. Мислам, извини вака, thank you. Фала, да. Фала ти. Ми значи, ја исто те следам долго, мислам, ја знам и твојата работа, и твоите резултати, и твојот целовремена еволуција во тоа што го правиш, како се, нели, и се представуваш пред луѓето и нудиш помош пред се и низ твоја приказка, и ти како си себе си само помогнала, и многу често она што, знаеш, денешнава тема ќе биде, нели, и повеќе сакам да зборуваме за медитација, но ти не си тренер за медитација исклучиво и дека само тоа го правиш, туку си имаш по-широк пристап и кон себе лично и со луѓето кои што работиш, но една од работите кај, со пандемијата медитацијата стана нешто кое што многу често се зборува. И за она што го зборевме пред почеток на емисијава, за тоа дека луѓето порано кои ќе им спомнеш за енергија, некако, нели, те гледаат као нешто отишла женава. Но денеска не е така. Но од друга страна се уште медитацијата, знаеш, ја слушаме, ама се уште има многу малку луѓе кои што ја практикуваат. И ја тука би се ставил, затоа што јас стварно имав онака одредени доста стравови поврзани предрасуди со медитацијата, у смисла дека мојот дух е толку многу, знаеш, хиперактивен, динамичен на сите страни, сакам се одма да одлучувам и така натаму. И мојата перцепција беше дека ако почнам со медитации, дека ќе си го изгубам духот и дека можеби, знаеш, ќе станам така, нели, посталожена личност, нема да ја имам таа динамика, затоа што си ја сакам ја динамиката. Но знам дека не е така сега. Сергеј вакво ми помогна со разбивање на тие митови, но
луѓето се уште имаат проблем со да разберат што е медитација. И како, како би објасниле медитацијата? Затоа што еве ако на мало дете кој што не е проодено, како ќе му објасниш што е одење? Нема логика позади тоа. Некако би требало да почнеш и да знаеш што е одење. А како еве медитација без да почне човек, како би му е објаснил, доближил на некого да ја подразбере барем малку ако може? Многу интересно. Прво, темава е една од моите омилени. И ова што го кажа во врска со децата, нели, како ќе му покажеш на дете како да оди, ако нема представа за тоа, нели? За среќа децата не креираат некои представи во својот ум, едноставно гледаат што треба да прават и они тоа го прават. И не размислуваат каде тоа ќе ги однесе, што е тоа што треба да направат. Не прават структура во умот за тоа како треба да одат. Го гледаат, таткото ја гледаат, мајката ги гледаат другите и они стануваат и почнуваат да одат. Сега ние како возрастни со нашиот логички ум и нашиот ум кој што постојано нешто анализира, кој што постојано нешто бара, кој што бара смисла и за ова и за тоа, нели? И предпоставува и предпоставува и носи заклучоци, да. Како што и ти пред малку кажа, јас мислев дека тоа не е за мене. Така и со медитацијата. Пробај, види што ќе се случи, види какви придобивки ќе имаш и после можеш да дадеш суд и да кажеш дали е ова за мене или ова не е за мене. Пред некој ден, интересно, на моите социјални мрежи поставив прашање во врска со медитацијата и предрасудите луѓето кои ги имаат во врска со медитацијата. Имаше неколку клучни што беа. На прво место беше токму ова што ти го кажа, јас сум темпераментен, тоа не е за мене, а што најинтересно, и јас бев таква. И истото го размислував како и ти, како и многумина. Затоа што јас сум по природа многу страствена. И луѓето што се околу мене знаат дека јас кога ги правам работите, ги правам со многу жар, со многу вложување, со многу енергија. Знам и гласна знам да ми се гласно се смеа и сега викам ќе почнам да медитирам, ама тоа како сега ќе изгубам таа страственост, ќе изгубам таа моја моќ, таа моја енергија. Напротив, само повеќе дојде до израз. Дојде до израз. И знаеш што е најинтересно? Научив како да не ја трошам енергијата. Затоа што ти кога си страстен, се даваме ние. Јас се давам максимално. Кога работам со клиенти, ја буквално се давам целост. Без резерви. Значи, се им давам на клиентите. Целата идеја е сакам да го најдат оној баланс, оној внатрешен мир. И сега научив како јас да се заштитам повеќе и како да си акумулирам повторна енергија, да се регенерирам, или да се рестартирам, да си ги наполнам повторно батериите, за да можам да го поминам, конкретно денот, во најдобар со полна енергија и со фул опрема, што би се рекло, да тоа изгледа одлично, нели? И да искреирам работи кои што можеби во некои други услови, во минати некој време, не би ги искреирала. И тоа е една од големите придобивки што сум ги добила. А втора предрасуда, која што беше доста изразена, е поврзани со религиозните прашања. Да. Затоа што нели ке нас нашата религија него дозволува тоа, како да кажам, или не е познато. Но јас само едно ќе кажам тука. Да не мешаме религија и да не мешаме спиритуалност. Едно со друго, ти ако си религиозен, не значи дека си спиритуален и обратно. Да, многу луѓе, ова исто ми беше дел од тоа што сакав и да го зборнеме, али добро што го начна за религијата, затоа што мене некако, од секогаш ми било, знам дека црквата, јога и медитација се, нели, тоа е а као прво, како си ти некој кој што промовира и зборува за прифаќај различности, не шири омраза, ама ова не. Или не знам, или изборот на тоа кој пол ќе го изберам, така тоа не. Или како се чувствувам, или кого сакам, и тоа ми се многу контрадикторни работи, можеби затоа ја лично, ја поише религијата ја гледам
ко суеверие, него ли као, знаеш, затоа што да, религијата промовира вредности, ама некако луѓето кои што се лидерството во тоа некако не се знаат да се одлепат од тие вредности. И што и баш супер што го спомна ова. И што е конкретна предрасуда на луѓето? Што спомна, втората е религиозноста. Црквата не го дозволува тоа. Ние сме христијани и ние треба да се молиме. Но јас кога го започнав мојот себе трагање, личниот мој развој, а тоа беше на мои 19 години, пред 27 години. Ја поминав различни фази во мојот живот, меѓу кои што е онаа фаза на истражување на религијата, на Библијата, на црквата како една институција во која што потребно да го најдеме мирот, нели? И ни сите овие години јас дојдов, тоа е моje мислење, Јосиф, значи дојдов до еден заклучок, тоа е мој личен, Бог е во мене. Бог е секаде. И јас сум едно со таа бескрајна мудрост и љубов. Религијата ме оддалечуваше од тоа. Потребен ми беше храмот, да идам нели да се молам. Има многу луѓе кои што идат во црква, палат свеќе и така натаму, меѓутоа истовремено не мислат добро на другите, не мислат добро за себе, прават одредени работи кои што можеби според црквата не се во тие морални вредности. Но не сакам да навлегуваме во таа тема. Сакам да кажам дека јас го пронајдов мирот во себе. Ја пронајдов големината, моќта во себе. И моето разбирање за се постоењето е дека ние сите сме едно. Кога не би биле овие физички абстракции кои што ги гледаме во наш тело, ние ќе видиме дека ние сме и енергија. Ние сме и душа, нели? Да. И омилена моја афирмација беше она пред малку што кажав, јас сум едно со бескрајната мудрост и љубов. Не знаеш колку време ми требаше моето битие да разбере суштината на тие зборови. Затоа што јас на тој начин го гледам животот дека јас сум и манифестатор на животот, креатор, ја истовремено и сум проаѓан из мене таа енергија и просветлението не е тоа дадено само за одредени посебни луѓе. Просветлувањето е јас да бидам во согласно со себе, да бидам светлина, да бидам Божица. И навистина тоа го мислам. Сега многу често се зборува како ми доаѓаат сега мисли, леле. Не, дешо, еве, конкретно и со ова, луѓето некако, знаеш, мислам дека имаат, иако тоа, фала Богу, се менува, дека, знаеш, клиничката наука, еве, конкретно за медитација, зборува дека, слушај, помага во многу, значи, изборувавме и пред емисијава дека веќе постои и како терапија во одредени посовремени и попрогресивни болници. Затоа што клиничката наука докажала дека медитацијата и практикување на медитација помага во одржување на здравје, во одложување на болести, во реамисија на дегенеративни болести, во побрзо закрепнување и така натаму. Од друга страна, луѓето лесно им ја доади да запали свеќа за здравје, а знаеш, према медитацијата имаме гард некако. Значи ја ова и себе си се ставам во оваа група, значи у моментов не, но се ставам затоа што сум бил, барем до пред 2 години, 3 сум бил во таа група. И најверојатно е тоа поради што, знаеш, не си растел ти со тоа. Со црква си растел, без баби, дедовци, мајки, татковци, другари си гледал. Вредностите наши се тие, така е. И веројатно и тука е гардот и сега кога ти нешто со кое што си растел и си го гледал и како авторитет, така институција, црква и слично, и она ти, нели, крева рампа, и веројатно тука луѓето имаат предрасуди. А на крај на денот медитацијата, знаеш, е само свесност за себе. Да. Медитацијата. Созревање, само спознавање. Свесност за таа
божествена енергија за која зборуваме, свесност за сепостоењето, свесност за универзумот, свесност за свемирот, свесност за природата, свесност за нашата поврзаност со земјата. Значи, ние сме толку прво и основно одделени од сопственото тело. А што прави медитацијата? Медитацијата ти дава свесност за телото. Медитацијата ти дава свесност за тоа што го пиеш. Ти дава свесност за тоа што го јадеш. Не го правиш тоа механички, затоа што ние сме на автопилот. Да. И ние живееме на автопилот. И автопилотот е супер, додека ги правиме сите механички оние моменти, миеме заби, вози школа и така натаму и се правиш. Меѓутоа, ако дозволиш автопилотот да те води ни секојдневните работи што ти се случуваат, животни предизвици и така натаму, тоа значи дека цело време си заглавен во минати искуства, затоа што минатите искуства се тие кои што од подсвеста рц ќе излезат напред и они ти прават блокада или не ти прават блокада во тоа што ти се случува во моментот, оние трауми кои што сме ги доживеали и така натаму, вредности, спомени, одлуки што сме ги донеле во минатото. А медитацијата ти дава свесност сега, значи ја имаше една девојка, како сега се сеќавам, групите кои ги држав пред пандемијата, и доаѓа и вика Кате. Значи, јас току сум возбудена. Сега што ќе правиме? Мене другарките ми кажа, како кажав дека доаѓам на медитација, и сите ми викаат, леле, Кате, овој девојка, сега да не го спомнувам името, а инаку не е Ката, вика, значи, може да забегаш, може да не се разбудиш, внимавај што ќе правиш таму. Вика, какви предрасуди постојат кај луѓето. Ти кога затвараш очи, значи, ти се слушаш себе си, го слушаш собствениот здив, погледнуваш во тие мисли што се појавуваат. Значи, кога ќе кажат медитацијата, нели има исто некое парадигмично размислување, вели да престанат мислите да постојат. Мислите не може да престанат, луѓе да се разбереме. Луѓето, ќе одам да се исклучам. Као, зошто, знаеш, дали медитацијата е да си, како би се исклучил од мислите, а у исто време треба да ти да станеш свесен за себе. Знаеш, и мене исто и тоа ми било као, чекај, ова не ми парира, као, треба ли медитацијата да има цел, во смисла ќе одам на медитација за малку со стресов да се справам. Одам на медитација пошто ми у моментов не знам тоа и тоа, или одам на медитација за да спијам подобро, или одам, знаеш, треба ли да биде со цел медитацијата бараат цел и со исклучување? Да, бараат обично луѓето цел за да нешто направат. Да. Нешто ќе им се случи, окей, дај да видиме сега модерно е јога, дај да видиме модерно е медитација, што друго е модерно, ајде сега ова ќе го правиме. И правилен е тој пристап? Под негде да се почне. И знаеш како интересно е што јас не медитирам сега со некоја цел, ја медитирам затоа што добро се чувствувам. Затоа што после тоа јас сум регенерирана, јас сум рестартирана и мене ми е многу поедноставно, ја тие 20 минути што од сабајле ќе ги измедитирам, мене денот ми е песна. И знаеш што е убавината во медитацијата? Имаш јасност во умот, имаш фокус во умот. Што е убавината во медитацијата? Што тој сообраќај, каде што нема жолто, зелено, црвено, семафор за да застане таа мисла, туку тие се мисли на сите страни. Со медитацијата тебе ти се спуштаат тие состојби, каде што, знаеш како, стануваш, тука сте со мислите. Обично мислите нас не притискаат цело време. Се имаш можност да ги наблюдуваш? Имаш можност да ги наблюдуваш. Дисоцирано, окей, добро, еве имам мисла, не влегуваш во внатрешен диалог, што е многу важно, затоа што ние што правиме, ќе дојде мисла, ќе изреагира некако нели телото, затоа што мислите се јазикот на умот, а емоциите се јазикот на телото. И кога тие не се во корелација, секојаш има разидување. И затоа често пати луѓето ќе ми кажат, Ката, ти многу тоа збориш за позитивно размислување, не е само тоа туку така. Па нормално дека не е. Значи, да не правиме драма од тоа. Битна е таа корелација, битно е тоа поврзување на тие две нешта. И потребна е таа смиреност во нашето тело и таа корелација помеѓу умот и телото. И медитацијата што прави? Медитацијата, она што кажа ти пред малку, дозволено ти е да ги наблюдуваш мислите. Доаѓаш до момент, после медитација, каде што нема мисли. И да има, ти апсолутно не ги приметуваш, они тука се, не е дека не се.
Кога си во медитација може да ти дадат големи идеи. Да добиеш идеја за некој бизнис, да добиеш идеја нешто да направиш, да искреираш, да создадеш. Како викал Никола Тесла, ја првен ги гледав работите во мојот ум и ги гледал како да ги изработи, а колку патенти постоеле во неговиот живот. И медитацијата била дел од неговиот процес на креирање и создавање. И јас се радувам што во денешно време од оваа дистанца, откако почнав јас да го работам пред 7 години, за медитацијата на вистина не се зборуваше. А јас почнав со оние водечки медитации. Водечка медитација кога некој друг те води. Јас има ке мене и на мојот YouTube канал и на мојата веб страна има водечки медитации, јас ги водам. Снимени се во студио со музика на 432 Hz. Тоа е фреквенција која што е фреквенција на природата и со која што нашето тело најдобро кореспондира. И намерно ја ставив таа музика за да има целосен холистички пристап кога луѓето медитираат. И водечка медитација кога друго лице те води. Значи јас ја водам медитацијата и викам сега затворете очи, смирете го телото, доколку дојдат мисли во вашиот ум, не влегувате во внатрешен диалог. Еве конкретно има медитација која што се вика внатрешна насмевка на мојот YouTube канал и тоа е медитација каде што ние со затворени очи им кажуваме благодарам на нашите органи кои што ги земаме здраво за готово, да им кажеме ви благодарам што простоите, што функционирате онака како што функционирате. Па Јоси, види колку сме ние гениални. Не сме приклучени никаде. Да. А види како функционираме. Ке се исечеш само од себе ке си помине. Да. Колку е тоа гениално, колку сме ние гениални битија. Мене тоа така ме фасцинира. Толку секогаш се воодушевувам на она што го носиме како капацитет, да ми е секогаш mind blowing. Да, али види, ти веројатно имаш многу практикувано да е тишина, да нема галама во глава, знаеш, затоа што овакви работи знаеш, да почнеш да си се фасцинираш од телово, знаеш, и од се што те обкружува, треба време, треба свесност, треба работа и треба токму тоа, тишина, за да као не ти иде у галама и у хаос и у немање корелација, емоции, мисли на такви работи. Она што пред малку го кажа одлично беше, постојат денеска сериозни медицински истражувања кои што веќе со факти, значи не збориме овдека, не измислуваме тоа. Не збориме за клинички толку луѓе се земени тие болести, ова се случило, еве ги резултатите у бројки, не. Науката си докажа дека медитацијата, свесноста за сопственото тело, за сопствените мисли, прави сериозен баланс на целото битие. И на умот, и на телото, и на духот, и на енергетско ниво, на какво и сакат те да се мислите, нели? И сакаш нешто да кажеш? Да, сакам да те прашам за, знаеш, еве, пошто зборуваме се ќе го следат ова луѓе кои што, знаеш, можеби се упатени, можеби практикуваат, ама најголем дел не практикуваат, факт е тоа. Постои ли, еве, две прашања се. Како е најдобро да се почне? Од каде? И второ прашање, постои ли некоја скала, пошто знаеш ние сме научени да све да мериме. Нели? Ако е вежбање, нели, правам 20 клика за толку време или правам ова за толку време и така натаму ги дигам такви тежини, прв сум ова, втор сум ова, трет сум ова, имам толку пари, немам. И дали во медитацијата постои скала кај што може да ме измери до кај сум стигнат, колку сум добар, уште колку ми треба, или тоа е... Ова е многу добро што го кажа, затоа што често се случува клиенти да ми се јавете изфрустрирани дека денот не им бил, дека не можеле да измедитираат, дека хаотичен бил денот, не знам, затворили очи па глава ги заболело, па не можеле, па галама има од околу, значи секакви можни ситуации може да се случат. Колку повеќе правиме, толку таа галама надворешна и внатрешна ќе престане да ни прави стрес и фрустрација. И мерливоста е токму во тоа. Колку ни е посмирен умот,
и посмирено телото кога правиме медитација, кога сме во посмирена состојба, не те чеша ништо, не се фаќаш, па чекај да го видам телефонот што има, па таму некој збори, па слушаш, па не знам, некој куче лае надвор. И кога ќе нема да ти представува пречка и предизвик тоа од надвор, веќе можеш да се свртиш кон себе и веќе почнува онаа динамика на смиреност и на сталоженост. И интересен момент е што ти кога медитираш и истовремено правиш репрограмирање на умот и истовремено правиш трансформација на енергијата во твоето тело. Зошто е ова важно? Ова е суштинско, особено кога збориме за трансформација на енергија. Затоа што ние живееме со сите трауми што ни се случуваат. И некои луѓе можат полесно да се справат со тоа, некои луѓе не можат да се справат. Се е индивидуално, но колку побрзо ја трансформираме таа енергија, толку подобро за нас. Зошто? Затоа што стануваме посвесни. Има една интересна приказна, сега ќе ја споделам овде, може, нели? Да. Сум ја кажувала и во други емисии, но сега мислам дека е идеална за Танзан и Екидо, двајца будистички монаси кои што живеат во манастир високо во планините, нели? И они си имаат своји ритуали и требале да се симнат доле во селото, во градот, како и да е. И они се симнале и се завршиле работа што завршили, сега треба да се враќаат назад. Меѓутоа почнало страшно невреме и врнело и дожд, и калливо било и се. И по патот како оделе догледале некоја девојка која што била облечена во убаво кимоно и сакала да помине од другата страна на патот, ама било калливо, а она убаво нели облечена. И еден од нив, Танзан, оди, ја зима девојката во раце и ја префрлува од другата страна на патот. И они продолжуваат по патот, да одат, се враќаат назад во храмот. И Екидо веќе не можел да издржи после неколку сати, а они пешки одат, нели? И вика, добро, вика, да те прашам нешто. Како можеш да го направиш тоа што го направиш? И он вика, зошто? Па нели знаеш дека ние не смееме да допреме женско тело, нели? Да ја префрлиме од другата страна. И он вика, јас не ја оставив пред неколку часа, а ти се уште ја носиш во себе. Е така и ние, Јосиф. Се што ни се случува во животот, ние постојано го носиме со себе. Колку е поголем товарот, толку и тој сообраќај во мисли е пострашен, и поголем, и поинтензивен, и поанксиозен. Колку е сето тоа, а пред малку кажав, мислите се јазикот на умот, а емоциите се јазикот на телото. Ние сме доживеали искуство кое што емоционално нели сме го преживеале преку нашето тело. И тоа е се задржано во нас како информација. А пред малку кажавме, нашето тело е гениално, супер гениално и се памти. И таа клетка се памти. И се додека не се трансформира таа енергија во нашето тело, таа е, како да кажам, застарена енергија. Помеѓу една клетка и друга клетка има простор. И тој простор, научно докажано, да се разбереме, е полн, не е празен, него науката докажа дека е полн со енергија. И сега, оние старине бољари на времето, и нели креч, како што е водава е, има креч. Сега ти ако не го исчистиш од внатре, не проаѓа топла вода. И ти текнува порано, татко ми ќе земаш и ќе го чистеш од тој бољар од внатре, и нели ќе се исчисти све и ќе протече вода. Е така и ние, со нашето тело. Се додека не му посветиме внимание со одредени техники, меѓу кои што и медитацијата е техника која што помага во трансформација на таа енергија и репрограмирање на она што ние сме го доживувале и го носиме како вредност, како верување од минатото. Затоа што, впрочем, идејата на човекот е да еволуира. Замисли ја да бев иста од пред 10 години или пред 15 години. Значи, нешто не е во ред, нели? Да. А впрочем, и сите се менуваме, секој на различен начин. А типот на задачите и товарот се менува. Да, види како време живееме. Да. Каде што толку е интензивна ова вештачка интелигенција и оваа технологија, да мислам дека самата технологија сама по себе е закана на самоуништување. Не знам дали можеш да ме разбереш. Те разбирам, ама не е технологијата крива.
Ние сме криви што не Значи, еволуираме, пошто еве Да. сега кажа дека И не треба да сме на еволуираме. исто рамниште. Да. Не можеме да ја пратиме интензивноста на движењето на технологијата, затоа што ние види колку споро се движим. Ја стално сум во групи сум повеќе, имам една пријателка и другарка ми истовремено вика: добро, кога ќе се освестат луѓе? Кога ќе тргне работава? Нели вика тај чекај, не знам ваков, влегуваме сега во Водолија, па не знам чекај ова, па чекај да се наместат планети. Дај бре да се освестиме. Кога ќе се освестиме? И знаеш што е интересно? Се додека сме заглавени во овој тродимензионален свет, не можеме толку едноставно да еволуираме. А бидејќи често се и се зборува за тие димензии, а не ни е тема на разговор, само ова ќе го кажам, колку ние сакаме да креираме и да создаваме, тоа е уствари рефлексија на тоа како ние се чувствуваме сега и во која состојба се наоѓаме. Кога ја еволуирам, кога јас сум светлина сама по себе, кога јас сум Божица, она што го кажам пред малку, нели, јас тоа не го кажувам од, нели, егоистично, супер его, нели, ја видиме која сум. I'm the boss. Да, не, ние сме, сега кажавме, гениални бре битија како функционира ова наше тело, како функционира овој ум. Дајте да се освестиме, да еволуираме, да ја заштитиме и оваа планета која што буквално ја уништувам. Сама по себе планетава си има свој систем Механизам. како да си се репродуцира, или да си се реобнови. Ние можеби и не и требаме, но она нас ни треба. Значи и медитацијата хронично ни треба, за свесност. И јас тоа го кажувам пред се од лично искуство. За прв пат кога се соочив со медитација, први почнав сама, дома, на времето не постоеше ништо, немаше YouTube. А ја почна од мака или од инспирација? Па од знатижелност, Аха, од како се љубопитност. вика, љубопитност, да. Од љубопитност, а чекај што е ова, па свеќе ќе запалам, па гледам во свеќе, па медитирам со нејзе, па чекај ангели, па чекај не знам со мантра, па чекај ова, чекај. Значи сум истражувала многу различни типови на медитација сум практикувала. Сега си практикувам тие што најмногу ми одговараат. А какви се, еве, што се типови на медитации? Знаеш, затоа што кога ќе отиде човек на YouTube, еве, и да посака, пошто и најчесто види, најчесто луѓето таму се обраќаат за медитација. Да. Бидејќи сите тие предрасуди со кои што ги имаме, не ни дозволуваат да, нели, јавно отидеме и прашаме некого пријател и така натаму, слушај, каде да медитирам, сакам да медитирам, пошто на крај на денот и кај пријател најверојатно и нема да ја најдеш информацијата, некој што не медитира не може да ти каже. Од друга страна, нели, предрасуди, па чекај сега да не сум суден, ајде да проверам на YouTube, бидејќи на YouTube има содржини многу. И еве, има од изведувачи и луѓе кои што водат медитации до, нели, различни онака, нели, преку песни и звуци да сам можеби си помогнеш со медитација и при тоа има за стрес, за анксиозност, за ова, за она, што повторно мене ми прави конфузија, као, знаеш, као ова е сега за, знаеш, оваа медитација не ти е за тоа што тебе ти треба, као, знаеш, и тука ме буни. Како луѓето да се снајдат ете у тој хаос и да препознае, знаеш, еве, не знам ништо и сакам да почнам медитација, од каде да почнам, а да не се поулавам и избунам од цело тоа море на информации и содржини, и медитации, кои што ги има на YouTube. Да. Може да ми се обратат мене. Окей. Да, тие што ме слушаат може да ме се обратат, да. Не, шала на страна. Не, еве, некој на YouTube оди, така, не се обраќа, срам му е. Да, водечките медитации кои што самиот YouTube е преплавен се одлични за почетници. Некој друг да те води. Добра. Да, и според мене тие се одлични за почеток. Ама дали треба да бираш медитација за анксиозност, медитација за спиење? Или тие треба да ги избегнуваш затоа што се можеби маркетинг? Да, може и да се маркетинг, тука не можам да навлезам искрена да бидам, но сите тие медитации водечки се имаат за цел релаксација. И ти кога си почетник, ти прво не можеш да се соочиш со идејата дека медитираш, се уште ништо не ти е јасно, не знаеш правилно телото можеби како да го поставиш, не знаеш дали смееш да мрднеш, да не мрднеш, ако те чеша нешто дали да се... И овие водечки медитации ти даваат слобода
еден вид на прилагодување за подлабоко навлегување во еден медитативен свет. И според мене, ја медитациите моите не се така поделени, да речеме ова е за стрес, ова е за анксиозност, малку поинаку се поделени. Како се? Да речеме има медитација, спомна, внатрешна насмевка. Тоа е за да се насмевнеш на сите органи. На срцето, на белите дробови, на јајници, тестиси, на не знам, на нозете кои што ти даваат секој ден или да се движиш и така натаму. Таа медитација е за тоа. И сега ти рачуна, таа медитација може да те ослободи и од стрес, може да те ослободи и од анксиозност, ќе ти даде една благопријатна положба. Практично ќе ти отклони можеби некое запушување, кое што го кажа кречот ќе го тргне, можеби така твојот крече на една позиција, на друга позиција, ама не значи дека е таргетирано. Сега медитирам за ова да го таргетирам, туку е затоа што тоа бара посебен фокус, тоа бара посебна посветеност, свесност за тоа каде си, кој е проблемот, каков е предизвикот со кој што се соочуваш. Значи има можност и да се таргетира одредена. Има можност, да, има можност. Ама е убаво кога те води и некој во целиот процес. И впрочем, нека пробаат луѓето. Нема ништо да изгубат и нема ништо страшно да се случи. Да. И знаеш што е убавината со медитацијата? Колку ти подолго медитираш, како што кажавме, добиваш поголема свесност за себе, за сепостоењето и така натаму, после животот ти станува медитација. Ти си во еден баланс. Што тоа значи? Тоа значи дека додека мијам јас садови, сум во медитација, додека пливам сум во медитација, додека идам во планина сум во медитација, додека водам љубов сум во медитација. Ме разбираш? Тебе животот ти е во една поинаква димензија, каде што го имаш тој внатрешен мир, таа смиреност, го нема хаосот на мисли. Имаш чиста свесност. Кате спомна за мијам садови, медитирам и така натаму. Дали се имам едно прашање кое што јас често го користев како начин зошто јас не одвојувам време во денот кое што ќе биде посветено за медитација. И ја избегнувам. Од стилот дека и јас стварно така се чувствувам со одредени активности у мојот ден. Например, делови од мојата работа секојдневна ми прават чувство на као мене ми е тотално може да ме исклучат и да сум присутен у моментот и да уживам во тоа што го правам. И некако ја тоа сум си го заменувал како посебно алоцирање на време, сега ќе медитирам. И постојат многу луѓе кои што наоѓаат можеби одредена активност, хоби и така натаму, кое што е замена. Е замена за медитација, од типот сликање, плетење, знаеш, кај што си максимално фокусиран у моментот и си, дали и тоа е добар, можеби почеток или додаток, како ти размислуваш на таа тема? Убаво кажа, да сликаш, например, или да правиш некоја работа, да плетеш, да везеш. Ти се исклучуваш, така, и не мислиш на друго, само на тоа што го правиш. Не знам, црташ. И си присутен и си присутен тука. И си свесен. Па тоа е медитацијата. Затоа и целата идеја на медитацијата, да си присутен и да си свесен. Сега во денешно време многу често се зборува за тоа живење во сегашен миг, нели? Да. Сигурно си го слушнал секако. И тежината да живееш во сегашен кога знаеш често знаат да ме прашаат, добро, Кате, што тоа значи? Ако живеам ја во сегашен миг, значи, а тоа минатото што случило, а тоа што ќе биде уиднина, па сега како? Да планирам ја сега некои цели да имам, идеи, не знам, да запишам факултет или што и да како тоа изгледа? Значи, да се живее во јас како го доживувам, нели тоа? Да се живее во сегашен миг, значи продлабочување на свесноста. Колку стануваш ти посвесен, толку ја трансформираш енергијата, оние минати искуства што се случиле во нашиот живот, преку искуствата и преку медитацијата ние трансформираме енергијата и имаме поинаква свесност за сегашниот миг. И она што пред малку кажа, правиш ти нешто, нели? Тоа е за тебе замена за медитација, присутен си во тој момент и тоа е чиста свесност. Тоа е живење во сегашен миг. Ние не можеме цело време да сме толку сериозно свесни во сегашниот миг. Сепак живееме во еден ваков свет во кој што живееме, со 3 димензии имаме и минато.
Тоа значи 3 димензии. Имаме минато, имаме сегашност и имаме иднина. Но да не дозволиме тие и минатото и иднината да ни представуваат една збунка во целиот процес. А збунка, зошто го кажам? Затоа што сега толку многу се зборува на овие теми и луѓето толку се фрустрираат и не знаат кај да фатат пат. Има една многу голема мокна мисла на Лао Це и вели: луѓето кои што живеат во минатото се депресивни. Луѓето што живеат во иднината и цело време стрепат за нешто во иднината се анксиозни. Луѓето што живеат сега и овде се во мир и спокој, во баланс. А ние што сакаме? Ние сакаме да сме во баланс. Тоа е основното. Еве имаме 2 линии, еве да ги ставиме како крст. Тука е кај што сакаме да бидеме, често знаеме да бидеме повеќе на оваа страна, на оваа, но секогаш сакаме да бидеме во баланс. И медитацијата и таквите активности што пред малку ги кажа, кога правиш нешто со чиста свесност, присутно, со љубов, со исполнетост, со возвишеност, ти си во медитација и си во баланс. А времето, еве, не знам, практикува некој месец, 2-3. Ти практикуваш што? И само ова да го кажам, да не ја заборавам реченица. Медитацијата е процесот. Тоа. Да. Недостасуваше ум. Да. Ке го заборавев ако не го кажев, да. А ние продолжуваме да патуваме понатаму. Па можеби и тоа е практично, еве секој ќе супер што го кажа, можеби и тоа е суштината зошто еве јас се чувствувам у одредени мои активности секојдневни као да медитирам. Затоа што си уживам у процесот. И сум си присутен и секогаш еве, а периодов изминативе 2-3 недели доста интензивно бев дефокусирам во мислење на, сакав многу одлуки да ги донесам брзо за да ми се открие што ќе се случува, нели, после тие одлуки. И ми се случи да ја прв пат у живот доживеав паничен напад. Пред 2 недели ми се случи тоа и ја мислев дојде готово судниот ден. Види телото како изреагира. Да, телото изреагира. Не знаев што се случува. Значи, страшно беше искуството. Нели, подоцна секоја се навраќам што се случило и нели малку и прочитав и така натаму. Ама ја уште истиот ден не испаничив, ја продолжив, бев убитола, си терав со обврските, затоа што ми беше јасно од каде дојде. Бидејќи се исклучив од тоа да си бидам присутен у процесот, па дали тоа после 1 месец, 2, 3, 5 година, небитно, као тотално 95% од работите ти немаш контрола, а и за тие 5% што мислиш дека имаш, немаш. Ова е чиста свесност. Да. На луѓето обично кога ќе им се случат напади, анксиозни, ќе испаничат и телото сериозно се бори. Пред малку кажав, мислите се јазикот на умот, емоциите се јазикот на телото. Телото секогаш покажува дека има проблем во системот на функционирање на едно битие. Значи, негде сме претерале. И ти со помош на медитацијата, значи ние не треба да ги работиме работите кога ќе ни се случи нешто. Ние ќе ги правиме кога ќе се случи, да знаеме брзо да ја трансформираме таа состојба. Во твојот случај, ти свесно, добро, еве ми се случи, сериозно ти било, верувам. Да. Значи, си имал состојба, ама свесно одлучуваш дека нема да паничиш. Може би не знаеш од кај ти дошла таа сила, ама таа сила е токму од ова, од тие такви моменти, кои што може би незначителни се, уствари се колку мокни во твојот процес на еволуција. Да. И на свесно живење. И ти си продолжил и сега како кажеш, може би ќе се случи за година дена, за неколку месеци. Не е битно. Не да Боже да се случи. Ќе се потрудиш да не дојде до таа ситуација. Но абсолютно. И да се случи, не е поентата да влезеш во тој систем. Јас сум имала клиенти кои што се бореле со анксиозност, со различен тип на анксиозност, кои што со помош на медитација, со помош на вежби, на енергетски терапии, на одење на психолози, без разлика, си помогнале.
Па борбата уствари е го мултиплицира проблемот. Така ја ако имам анксиозност или панични напади, борбата знаеш, луѓето често ајде не мислам, не се секирам, како не можеш ти да си кажеш не мислам, не се секирам или такви глупости, туку знаеш, ја еве лично како ја го решавам, го решив окей. Ајде, остави го, нека биде тука, знаеш, нападов, како и да се вика, нека биде тука, окей, да се диши. Добро, чекај, зошто се јавува, што се случувало, што си мислел, што си чувствувал, што си одлучувал во изминатиот период и ја дозволувам, седи, добро, нема проблем, седи тука, биди тука, да се смириш. Ќе видам што е. Одма ќе расчепкам у главата што ми се врти, што ми се, знаеш, и сега ја тоа, знаеш, не знам, можеби тоа не е медитација, ама е свесност. Свесност е, Јосиф, чиста свесност е ова што го кажуваш. И е за голем поздрав во секој случај. Да. И види, тоа знаеш, тоа се многу личен развој, исто е нешто со кое што сега сакав тоа да го кажам, затоа што ние што правиме? Кој идеме на доктор? Докторот не ми дава рецепти, еден за мене, еден за тој што ме нервира, еден за колегата на работа или колешката, еден за сопруга, еден за мајка, татко, кој све те нервира, нели? Ми дава рецепти за сите, сега сите ќе се лечат. Затоа е личниот развој многу важен. Не веќе се извика можеби со премногу зборување во последно време. Али читање книга не е, знаеш, еве луѓето и многу купуваат книги, што е супер. Што е супер, ама повторно мислам дека читањето на книга нема да го индивидуализира толку пристапот, процесот, колку што медитацијата може да го индивидуализира. Затоа што медитацијата те носи кај тебе. Не те носи у нечи туѓ процес, приказка, пристап, гледање на можеби работите и така натаму. И можеби ќе треба повеќе време, 10 книги да прочиташ, а ова ми прави логика и ми е поприфатливо и за мене да го изжвакам. Ама медитацијата те носи директно тука кај тебе индивидуално со твоите мисли, со твоите емоции и ја носи свесност. Луѓето не сакаат да се соочат со себе си, затоа што не знаат што ќе произлезе. Колку пати клиент знае да ми каже: леле, што ќе ме прашаш сега, нели? Леле, што ќе произлезе, леле, кој знае, ако не ми се свиѓа тоа што ќе го кажам. Значи, тоа е целата идеја, да се прифатиме себе си такви какви што сме. И читањето на книга е феноменална алатка и стварно помага во многу сегменти, но ако не практикуваш, ништо не си направил. Знаеш колку пати ми се случило, ќе дојдат ќе ми кажат: јас знам тоа. Сум читал ја тоа. Сум читала, не функционира. Пробав тоа медитација. Не е тоа за мене, јас сум темперамент. Мене ми треба теретана. Значи, зборуваме за друга димензија. Зборуваме за друг пристап, зборуваме за друг процес. Зборуваме за нешто што ќе ти даде ослободување. Баш буквално слобода ќе ти даде. Кате, еве да правиме една завршница и затоа што, знаеш, јас сум убеден дека после овој разговор ќе има многу луѓе кои што барем 10 од луѓе кои што ќе следат, да можеби ги охрабриме, да ги инспирираме, да посегнат у себе си. Што ти, еве, и со тоа сакам да завршам, што ти можеш да им помогнеш, што правиш со луѓето, што можат од тебе да добијат, каде да те најдат, и еве, кои се, не знам која методологија и што се случува во твоите канцеларии у центарот, што работиш. Да, многу интересно ова што го кажа и често пати знаат да ме прашат: кате, ти што работиш? И тоа го ставив пред некој ден на пост. Да. И ја кажав дека со еден збор јас им помагам на луѓето да го најдат балансот. А инаку,
Тоа го правам, поготово во последниве 2 години, работам една програма која што се вика Mindfulness Now. Значи, во превод, тоа е програма за свесно живење. Mindfulness значи на македонски јазик свесност. Така се преведува. Нема посоодветен збор за mindfulness или внимателност или Присутност. Присутност може да биде, да. Свесно присуство може да биде, еве, ако така го разглабиме. И програмата е феноменална. Инаку е британска програма која што има направено психолози, доктори на науки во областа на психологијата и психијатријата. Програмата е одобрена од Британска асоциација на психолози и е навистина многу мокна, трае 8 недели, не би навлегувала Тоа е во комбинација од медитации плюс разговори плюс има повеќе домашно. аспекти. Има повеќе аспекти и има медитација. Меѓу другото, каде што се малку поразлични од овие за кои што претходно зборувавме, каде што има и музика во позадина и така натаму. И целата идеја на програмата да посам тие 8 недели личноста продолжи сама во процесот. Тоа ќе те прашував. Знаеш, затоа што многу луѓе, еве, сите сакаме у рамка да ги ставиме работите, ти требаат 3 месеци за да ослабнеш. Или не, 3 месеци 8 за недели. ова да го направиш, ама тоа не значи дека после толку завршува се. 8 недели е 8 недели за да научиш како доживотно така, тоа е идејата. Да. Доживотно, баш така, да продолжиш во процесот на свесно екзистирање и постоење во овој тродимензионален свет во кој што сега во овој момент се наоѓаме. И може да ме најдат на сите социјални мрежи, на Facebook, на Instagram, на LinkedIn, на Twitter. Нема негде. А инаку имам и веб страна Катерина Ангеловска и таму може повеќе да прочитаат. Супер, Кате. Остани активно затоа што у цела ова галама и бука, еве, во социјалните мрежи и интернетот, знаеш, ти си една светла точка и продолжи и повеќе и подобро и верувам дека многу луѓе ќе ти се заблагодаруваат за што ќе им помогнеш низ процесот на таа освестување и сега го фала ти уште еднаш што еве дојде и што направивме супер епизода и ова е второ наше дружење, едното беше онлайн за пандемијата, али сум убеден дека ќе имаме уште многу дружби. Ти благодарам многу и ми беше задоволство, се надевам дека малку допревме и разбивме некои дилеми кои што ги имаа луѓето и нека ме следат на социјалните мрежи, сигурно ќе снимам некое видео сега за некој ден за медитација, па можат еве и плюс нешто да дознаат. Супер. Фала ти уште еднаш. Фала и на тебе.